Па значи и овие бегалци ги поминаа веќе сите граници. Без срам. И таман, кога сите помисливме дека бегалската криза конечно заврши, ете, нема, па некој ќе се реши и ќе кидне. Опа, избега човекот. Единствена разлика помеѓу оние бегалци од Сирија, Ирак, Авганистан и од каде уште не, и овие овде, е тоа што оние, кога бега, замислете ве, доаѓаа кај нас. А овие навистина бегаат од државата. Да. Тоа се бегалци, бе. Професионалци бегалци, а не оние аматери. Бегаат за да дојдат кај нас. Овие кога бегаат, бе. Дим да ги няма. И не само што бегаат, туку и добро се кријат. Никој не може да ги најде. Никој. Велат, не грижете се вие. Тука се тие. Да, се кријат само, ама да ги најдеме и ќе ги фатиме. Фетај пак да ги затвори. Ама ќе решат, ќе се скријат и оп, ќе ви киднат. И кој е крив? Никој не е крив. Ово е крив, оно е крив и на крај ќе излезе никој не е крив, освен стоje служителот од основно кој навистина кривеше на една нога. И затоа внимавајте вие да не испаднете криви. Па после може и вас да ве прогласат уште и за соработници. Ама добро, вие можете да се извадите на финта дека сте надворешни соработници. И ако наседнат на тоа, слободно и хонорар им барете. Толку се загубени и толку ги загубија што ќе ви платат. Тоа дека се изгубени го потврдува и најдобриот пост на Facebook неделава што помина. На овие само жените не им избегаа. Другите, скоро сите обвинети им избегаа. Ајде да видиме и која е алтернативата, а? Професорот и ВМРО-то, кои едно те исто верглаат од изборите наваму. Имаме мнозинство. Ко весници да продават, а всушност имаат само продадени души. Додуша, тоа во минатиот состав, во овој засега не. И така, нема, па ќе има. На секои 2 недели, оној кутриот Александар Мали што мисли дека е велики, ќе се појави и громко ќе изјави имаме мнозинство, за да само по некој час стигне демант во вид на нов изгласан закон со просто мнозинство. Значи, просто. Што знам, некако ми се чини дека токму поради таквите го имаат и измислено терминот просто мнозинство. Затоа што е многу просто. Значи, броиш, и ако има 61 пратеник, имаш мнозинство. А ако нема 61, значи немаш мнозинство. Толку едноставно и просто. И крај. Ама крај само на почетокот, односно најавата, а допрва следува она што ќе го видите и денес во Нема љутиш. Знаеш ти дека он куде мене е веќе некои 2-3 месеца? Па знам бе, па видуј га човека по стубе бе. Многу фин бе, добро јутро, добар дан бе. На кога си се тима наебе. Фудбал знаеш како е најдебело дете да га мотивира, стави га на гол да брани, бошто не може толку од njega да пројде. Па тој како ја кад га насъскам куќе на комшиску мачко, оно љуто качи го на дрво и не му дава да се симне 2 сата. Ништо гас не направил. Дојдева само ископава околу куќу, ни цевке ставила, ни затрпава, ба не па да асфалтира. Сте магиот так, докторе. И порно филм кад гледам у кино и појави се некоја медицинска сестра, ја стану и почну да чукам руки. Па што да праву? С краја да мори само умирачке збориш. Ти црна жено. Проклета била, што учини од мене? Умори. Ајде, не знаеш што правиш више. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следи ја линката.
Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Амин. Амин. Ја па помисликат чукна на врата дека е Бобан. Добро бе, комшо, ба ти, ја нели сем да дојду на гости кој, ти одма мислиш Бобче наш дека е. И одма да ти кажу, не е Бобче наш, него е мој. И чим дојде такав невикан, мора некој зор да имаш, пали ти паре, на заем требав. Еј, пали паре. Па свели у паре, бе, комшо, и не е зор, повише е молба. Па, мисля, што смо комшије, нели, да се најдемо и у добро и у лошо, да се помагамо, нели тако е? Бре, ти колко си мазан. Па не сам ја утикву правен, бе. За добро ли е или за лошо? Прво, не се нервире, комшо. Значи, не се нервире. За старца му е. Знаеш ти дека он куде мене е веќе некои 2-3 месеца? Па знам, бе, па видуј га човека послубе, бе. Много фин, бе. Добро јутро, добар дан, бе. На кога си се тима наe, бе. Срамота, бе. По туѓи жене идеш, дете ти у школу иде, бе. Па што да право, бе, комшо, сак да го отпишу ли од школа? Слушај, молба е овај. Ја нема да биду туј 2-3 дена. Па ти ако сакаш малку да га причуваш само, а? И што ке га причувам, бе, па нели човек сам може да се служи, да си отиде до ВЦ, до клозет и тој, нели? Иде си, иде, ама пушти. 3 машини не га пера. У машину ли почнасте да га ставljate? А на центрифугу? Не бе, комшо, njega бе, лишто у машину, мајко му. Немамо проблем за тој, него друго е работа. Ти ако можеш само апчиња да му ги даеш да ги испие, да не забрави. А тај цевка зашто ти? А пие ли ги апчиња или све на зор? Овај цевка е алат, пие ги он. Пие ги, ама онија ситни што се црвени и жути без проблем ги пие и не ги забраја. Ама оној крупното има едно на ден га пие и никако да запамти, се забрави да га испие. Па како му го даваш тој крупно? Много лако. За тој овај цевка. Од усисивач. Ја го зему њума, ставу го од едну страну на njega у уста, од другу страну ставу га апче, дуну и готово. Готово? Готово. А, чекај. Ако дуне он прв, и так ли е готово? Па и так е готово. Ја на 356 конкурс за работа. И прашуваме, куде се ти видиш за 10 години? Па јас сам викал успешну фирму и у контакт сам с муштерија. Стварно? Ајде опиши ми га твој раден ден. Изволите, кетчап, мајонез, сенф, нешто плескавица. Ајде. Ljudi moji, pa je li to moguće? Ludnica! Карантини зима па да се размрда време, линија, нели? Па у фудбал знаеш како е најдебело дете да га мотивира, стави га на гол да брани, пошто не може толку од njega да пројде. А овие најдебели што да ги прави? Како да ги мотивира, а? Стави ги прасе на цили, гледа ги го трчи гладни. Што бе прасе? Стави ги свињу би има Усаин Болта да га збрише, што ти е? Мислиш да ги изеде? Не бе, свињу ке го изеде Усаин Болта ке га претрчи, брат. Овие жена кад ги праќа у продавница викав не може жено снага ми на тежна. А кад ги викнем на седенку на лапани глеги. Први. Дечко, како бе тоа ти од Дојран, а не знаеш да пливаш? Па и ти си од Скопје од аеродрома не знаеш да летиш, а? Па како? А гледа, интересно е, најдебел победи, знаеш ли зашто? Па зашто е најгладан бе да го фати свињу он. Еве и ја, пушти стомаче малце да се истакну нешто, нели? Абе, не биде аматер, жевде се, бе, он ке се истакнае. А и многу сам малер плюс тој, не само што имам голем стомак. Бре. Да. Па сам да се тркам,
шторке стигнуве. Што ти? Две плавуше гледав Атлетико. Една вика на друго. Јас стварно не разбирам зашто трчи овие. Па вика да победив. Абе ајте еден, ама вие други? Зашто трчи? Зашто? Съска. Иде татко ти од работа. Лют, нервозан, изгледа некој га ја насаскаја, зима и книгу у руке, боже мучиш, јас сам окујно. Врто онија страница од книгу и размишлям. Насъскан. Па тој како јакат га насъскам куче на комшиску мачко, оно љуто качи го на дрво и не му дава да се симне 2 сата. Значи, тај съска не ми дава на мене да имам 5 по математику, него од 2 дотерам до 2+. Тако размишляше малечакот беше. После свати дека съско го има свугде. Кад идеш од пазар с руке пуни торбе на којде дома, кад чекаш зелено на семафор, кад гледаш турску серију со жену, кад донесе дете укор од класного руководитела, кад изгуби македонска репрезентација, кад едни добиев, а други изгубим на избори, кад... Не може више да набројуе. Фатиме съска. Трпета га заболело грло. И што ќе прави комшија доктор? И сега звони на врата, зрм, и искаша жена му. И вика, комшике, тој ли е доктор? Не, улазај, ајде. Добро. Ајде, исправи се на. Што е добро, бе, докторе, да ни виж, не може. Како мало дете. Слушай, Сакова, да ти кажу. Нешто не си ми јасан. Резултати са ти све добри. Триглицериди добри, мрсноќу немаш. Имаш, колко треба да имаш. Шикер ти е 5. Значи добро. Не е добро, одлично е, 5. 5. Само малку издоваја си ме како теле за продавање у суботу на сточни пијац. Не сам, бе, докторе. Како не си? Спушти. Ете, видиш? Добро. Тој ме секира. Мал. Газ? Ништо газ не направил. Дојдева само ископава около куќу, ни цевке ставила, ни затрпава, не па да асфалтира. Сте магиот так, докторе. Не те прашуви за тој. Прашувите гасови дали имаш. Онија? Да. Сак, па добро година за упрашање, отпушти се некад, попушти ластиче што вика стари. Ама не смрди, не. Не смрди, него мирише на зумбул, како најбугарски парфем што го употребуваш. Па 25 години си ми пациент, ти на мене, ја те знам. На зумбул, и жена вика тако. Баш на зумбул. Кад сме куде жену, што вечера синоќ? Појма немам некои њојни специјалитети таму прави, што го знам. Специјалитети? Да. Слушај ме Сакова кој. Кажи. Одма да се јавиш, од њума ти живот зависи. Како бе, докторе, по овој не мораше ми го кажеш, све што си ми изредуваја, нели од њума зависи живот до туја. О, муко, мори, да усјав. Ајде. Што да го прашам, што? Што си ја синоќ? Што сам ја? Што, она па многу ќе се јави сакат ми го треба, кад ми зависи живот од њума. Не мог, звони. Или у двор, или кој комшику, 100% говорам. Ајде, мори, Ало, што работиш, мори? Добро, не ми објасни што работиш. Што и да работиш, остави одмах, хитно е. Хитно е, кој доктора сам кад ти викам. Слушај, кажи ми што вечерамо и вчера. Добро да знам дека специјалитет, што стави унутра, што стави у тој специјалитет? Добро, знам ја дека големи мајстори на кујно не ги кажуе своји рецепти, ама тој големи мајстори, ти не си голем мајстор, кажи ми што стави. Вика, јутре ќе ми кажеш. Јутре малку. Кажуј одме. Ало. Исклучим. Ало. Леле, сак ќе види она кај ќе отиду дома, што ќе го направи. Сак ќе види. Па тој збору. Дали ќе отидеш до дома? Како бе, докторе?
ете, да ви кажу и овај, глобализација, колку е арна, па толку и не валја. Сви се радуесва кад се отворисва граници и почнасмо да шетамо. Иха, ајде! А плюс тој куде нас дојдесва добри работе за кои порано, јак бре, не смо ни знале. Аха, ама за жал, с тие добри работе дојдесва и лоши. Цврц и... Сви се жале смо од социјализам и траже смо капитализам, а доби смо грабализам. Цели 30 години. Граба кој како стигне и побегне, ако не га стигнем, нормално. А зашто па бегав, мене не ми јасно, кад никој не ги нимава. Сви баш ги брига, бре. Викав, само нека има за лепче. Па друго, да смо живи и здрави. Ама оно, бре, па живот без паре, чиста болест. Ете и овај корона. И она ни дојде дека ги отвори смо границе. Па како лисица, фуиц, и она се протна. И скроз ми ga промени живот. Скроз. Ете сега и порно филм кад гледам у кино и појави се некоја медицинска сестра, ја стану и почну да чукам руки. Па што да праву? Намучисва се бре тие медицински сестре да нон-стоп прегледуе, влечи, снимав, све што треба. Едино добро што не се деси овој зиму е од овија струју што продавав. Згрејасвани ги коске со овија изгор сметке, таман ни ги направисва. Друго, некако слабо иде. Те и вакцине, каснив. Ама добро, куде и да, ќе дојдев. Важно, луѓе се пријавуев и тоа е добро. Само да не биде на крај да искочи некој и да праша кој чека? Джабе чек. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат, кога се работи со љубов и се внимава на секој детал, кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони, распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Улаза типу кафан. Застануе на сред кафану и вика на овога што работи на Шанкер, гаси музику. Шанкер гаси музику. Тишина у кафан. И вика, ајде да виду сега свите што ги стра од нини жене да стане. Боб, сви почнат да станујев еден по еден, само еден седи тип. И ове се врти на кој njega. А што бе, тебе не ли те стра, а? Брат, мене ноги ми се исечева кад го спомнаш жено ми. Не може да стане. Не надо ни нам. Оп, ќе си го остави. Абе, дезинфекција мисли. А гледај, маскираја се како дека киде по швалјарај. Текна ми. Не бе, овој дедо сакаше да го земе, затоа го пробуе. Дома да го однесе поклон на бабу. Многу се напалила, па да го изгаси. Поклон за 8 март, пошто баба у куќу пали гаси. Унуче го прашува дедо. Дедо, ти бабу од љубов ли го зема? Не бе, од некое село беше Кумановско. Забрави го да ти кажу сини како се вика више. Моја баба, знаеш кога вика дедо? Како? Далински, никад не знае куде е.
Дедо, па што ќе ми купиш за ден на заљубени? Амор, жен, па ти слушаш ли се? Ден на заљубени е, не е ден на венчани. Што да ти купу? Унука го прашува бабу. Бабо, па ти за дедо од љубов ли се даде? Сега, љубов. Имаше Марион само един у село трактор. Баба, спонзоруше една. Стара баба вика на комшико. Амре, знаеш ли што се деси? Што вика комшика? Па, дедо искочиеш рано са бајле да купи некое месо сармо да направимо и још га нема да се врати 2 сат бидна. И комшика вика, и сега што ќе правиш? Па не знам, 2 бидна, нешто на брзинку, вајде ќе спржу јајца. Гледај, кесиче се носи. Носи. Она на касо го праше, дедо, кесиче за зајтин сакаше. Не бе девојче га пио дека пред продавница. Дедо, кесиче сакаше за лимоњ. Не бе, дете, ке си ги ритам до дома. Гледа, овдека нема што се украде, бе, погледни сезани, ништо нема. Ја ти викам, мисля за фркнамо што дадемо овдека. Што бе за фркнамо се? Оди у другу соло, мора да има нешто таму. Па нема ништо, тој ти викам. Како бе нема ништо? Само 3 магнечиња на фриждер. И тој од охрид и од дојран. Па 3 га кажа сега. Добра да и од стругу. Стругу? Стругу? Лопови, фативе, дај лични картела. Што бе, Фатиме? Ми тебе те фатима, бе, не ли те срам, бе? Шпоред од прошлиот век, бе. Абе, фрижидер имаш 30 години стар, телевизор 20 години, компјутер камтига. Што е тоа компјутер? Глед, компјутер не знаеш тој, а? А знаеш да лъжеш луѓе, стаги да си блинирани врата и решетка на прозори, бе. Да мислим комшие богатство чуваш унутра. Море чека, јас сега ќе се јавам на милиција да викам, ке видите ви. Море, нисмо ти милиција на тебе. Сега ќе видиш ти. Еми, сега ќе видиш каква терапа милиција. Ама што сега тражиш тамо? Што га моташ само тој? Ништо не умеш има на кој да најдеш. Чека, Мари, тражу га тај сановник и никако да најду нешто околу умирачу. Еве ништо нема. С краја да мори, само умирач ќе збориш. Ти, црна жено. Проклета била, šta учини од мене. Ту мори, ајде, не знаеш што правиш више. Еден пут тугуеш, еден пут се радуеш, па и песму поеш. И мене ме занесе да појутуја с тебе. Кажи што си санувала? Жено, санувала сам куде сам умрела. О, па супер. Па прашај ме, мори, мене, што тражиш сановник? Ја ќе ти кажу што значи тој. Што значи? Тој значи дека подугачко ке живиш. Леле, сак ми текна. Па тој значи, мори, још нешто. Тој значи дека ја подугачко ке се мучу с тебе. А сигурно ли си дека тој значи? Сигурно. Да не значи дека другачка ти ќе умре? Скрајде! Амори, зашто да умирам, бегај тамо? Ајде, бегај, ја то прв мислу да живо, мори. Састанци, планирам судари. Амори, ти не умеш да возиш кола, какви судари, Мари? Да, не уму да возам, ама за тој уму да се возу. И кажала сам, секс на прв састанак никако. Тој ти е грешка. Зашто? Можда тој важило кад сме имале 20 години, а сега кад имамо 50 и нешто. А колко е тој нешто? 25 и не ме прекинуи, тој више не важи. Затоа зашто жена не се знае дали ќе има друг састанак. Мора све да искористиш. Леле, мора да признам, прв пут да бидеш и ти еден пут управо. Браво. Ете, што дека съм управо, ама кад немам ни еднога. Слушнали, Мари, за столниот четврти, умриево и овој пети. И сега ќе га кремирала господја. О, тај па више почепи се еден друг, па те и пети па ќе ја кремира. Више ложи ги како дрва у огањ, у печку, мајку му. А тебе да не ти е криво па нешто? Зашто мори да ми е криво? И ја криво да ми биде, па еве ја ќе кажу кога ќе умру да ме кремира ви мен.
Па што мори, да не зафаќам место горе у гробиште, ете ќе оставу простор за вас покрупни, такој малко, да се ширите горе у гробишта, ќе ги кажу, мој пепел, такој туја низ двор да га расфрлja, такој туја. Се, низ двор. Господјо, не бива тој, запракнала си се малко. Зашто? Па кад дуне ветар, фуќ, каде мене у куќата, тој да дојдеш и да ми се моташ тој по куќу. Како мори кој е тебе у куќу? Па ово е моја куќа, мори, дека често доваѓаш, помисли дека и куќа твоја. У моју куќу ќе се врту. Блесава една свак дан доваѓа, па још и куќа ѓојна. Тој велко ме напред, што стои пред врата, за тебе више не важи. Чули? Ајде си идеш. Молим? Моли. Ајде бе ние од Инет да земеме и сите да се вакцинираме, а? Па ако веќе стекнеме имунитет, може би истиот ќе не заштити и од глупостите кои ни се случуваат веќе цели 30 години. И еве, ветуваме, исто како оние бегалците што ветуваат дека редовно ќе се појавуваме. Ама ние на програмата на вашата омилена телевизија веќе следниот викенд. Дотогаш, чао на сите. Па три кажаме. Па од... Трето не може да го запамти, подлаго е. Ајде. Па три кажаме. Па окрети струга. А треќа? Дојране. Окрети струга, вика. Дечко, ти од Дојран си? Да. Па како бе тоа да не знаеш да пливаш? А море, ти од Охрид си, од аеро... Још само преспати фали, ништо друго, сеги имаш добра. Па три кажаме. Добро да и струга. Струга? Како струга? Нема друга. Нема друга. Александар. Си се радуе сва кад се отвори сва граница. Граница. Границе! Множи, не! Море са ке видите, ви ке викам ја милицију. Море, Мики ти дадемо милицију на тебе. Што ке ми даете милицију, бе? Како ке ми даете милицију? Како да му го дадам? Вртувам ја страница од книгу и размишлям. Бу. Лопови! Фативе! Ми, тебе, може да продадем. Лопови!